на Меѓународниот ден на мирот можеме само ако сме луѓе, ако сме припадници на човечката цивилизација, да кажеме дека бескомпромисно, решително и директно, решително ќе се бориме против сите закани за мирот во светот. На Меѓународниот ден на мирот треба да посакаме и да се стремиме нашата борба да биде против вооружените конфликти, против омразата, против насилството, против национализмот, против сите негативни наративи кои што го нарушуваат светскиот мир и поредок. Мирот е љубов, љубовта е мир. Let's give peace a chance. Над 350 тешки прекршувања врз децата во конфликт се потврдени од Обединетите нации помеѓу 2005 година се до ден денеска. Повеќе од 150.000 деца се убиени или се со трајни телесни повреди како последица на војните. Најмалку 110.000 деца се регрутирани или користени од вооружените сили или вооружените групи. Киднапирани се повеќе од 35.000 деца. Повеќе од 15.000 деца се биле подложени на сексуално насилство. Мирот е најпотребен на децата, бидејќи врз децата почива светскиот мир и светскиот ред и светската иднина. Pacea është përgjegjësia jon. Ndaj brezave të ardhshëm dhe ajo është që do të na çojë drejt një të ardhme më të ndritshme dhe më të qëndrueshme. Rov paqja. Не можеме да зборуваме за мир во општества во кои што се однесуваме како колективни окупатори. Колективни окупатори на природата, на историјата, на јазиците, на земјата и слично. Токму затоа првично треба да имаме мир со себе, а потоа, како луѓе, да сватиме дека ние сме дел од еден свет кој што им припаѓа на сите и на тој начин поинаку ќе ги погледнеме нештата и ќе придонесеме во глобалниот мир кој што во моментот е загрозен од неколку војни кои што се водат на неколку територии и за неколку територии. Да, денеска е Меѓународен ден на мирот, во кој ние бараме решително тој мир навистина се воспостави. Тоа е човечка, тоа е цивилизацијска потреба, тоа е човечка и цивилизацијска обврска на секој поединец во светот во овој момент. Се разбира, ова што го зборуваме денеска мора да биде обврска и мисла секој ден, секоја ноќ, секој час од нашето постоење до конечниот мир, како за Украина, така и за целиот свет кој е соочен со жестоки предизвици, со хибридни закани, со хибридни напади, со дезинформацијски кампањи, со пропаганда која е спротивна на се што предпоставува човекови права и демократија.